Беше тоа на 14 декември 1938 година, кога е роден Игнатije Богдановски, македонски политичар, специјалист по стоматолошка протетика, редовен професор на стоматолошкиот факултет во Скопје. Од 1978 до 1998 година бил директор на стоматолошкиот клинички центар, каде организирал собери и конгреси на стоматолозите од Македонија. Од 1985 до 1999 година бил председател на Македонското стоматолошко друштво. Бил и пратеник во Собранието на Македонија како представник на СДСМ во составот од 1994 до 1998 година. Живее во Скопје, публикувал преку 130 статии. На 14 декември 1943 година во Струмица е роден Мите Грозданов, македонска актерска легенда. Веднаш по дипломирањето на Театарската академија во Белград во 1967 година станал дел од Драмскиот театар Скопје, а една година подоцна го добил највисокото театарско признание во Југославија Златен Ловоров венец за главната улога во представата Партитура за еден мирон од Коле Чашуле. Своите режисерски амбиции ги остваруваше со драмските аматери на културно-уметничкото друштво Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Добитник на голем број награди за драмски остварувања, почина во 2018 година. Беше тоа на 14 декември 1962 година кога е роден еден од најуспешните боксери во неговата категорија Реджеп Реджеповски, учесник на многу балкански, европски и светски првенства. Од 127 меѓународни надпревари, победи на 116, освои 10 златни, 3 сребрени и 41 бронзен медал. На 14 декември 1964 година во Скопје, од едно импровизирано студио во Нерези и со една репортажна кола е емитуван првиот македонски телевизиски весник на радиотелевизија Скопје. Со тоа почна редовната програма на телевизија Скопје. Беше тоа на 14 декември 1983 година кога во Скопје умре Иван Антонов, доајен на македонското радио и телевизиско спикерство. За сите генерации слушатели на Радио Скопје или гледачите на телевизија Скопје, Антонов беше и ќе остане еден од ненадминливите спикери. Неговата спикерска дејност започнува од 1947 година. За својата работа и за изворедното залагање е одликуван со орден на трудот со сребрен венец. Роден е во селото Хума, Гевгелиско, на 1 мај 1924 година. На 14 декември 2017 година Скопје беше прогласен за град со најзагаден воздух во светот. Во текот на ноќта и утрото, нивото на загаденост беше и до 11 пати над дозволеното. Скопје стана далеку позагаден град од Калкута, Нју Делхи и другите градови од Индија, Кина, Пакистан, Бангладеш и други кои го држеа светскиот рекорд во загаденост на воздухот.